Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во СГГУ ГС Здравко Цветковски од Скопје, во техничко образование, градежен техничар и архитектонски техничар по предметот техничка механика. За денеска имаме нова наставна содржина, статика на материјална точка и сложување на силите кои действуваат на материјална точка во ист правец. Но за почеток да се подсетиме што беше материјално тело, материјална точка, статика. Материјално тело представува ограничен дел на материјата врз која се наблюдуваат промените. Додека пак материјална точка представува тело со занемарливо мали димензии во однос на можната траекторија на движење. И овие поими ние ќе ги употребуваме во техничката механика. Статиката се заснова на определени принципи, односно закони, кои имаат карактер на аксиоми. Ние ги усвоивме, тие беа 6 аксиоми и ги применуваме во техничката механика. Сите задачи пак во статиката може да ги решиме аналитички и графички, може поединечно да се решаваат, а може да се реши аналитички, па понатаму да се провери графички и обратно. Некои задачи ги решаваме и по аналитички и по графички начин или метод. Што е статика на материјална точка? Да се подсетиме, на материјалната точка може да действуваат една или повеќе сили. Во случај да действува само една сила, таа точка ќе се движи во правец и насока на силата. Кога пак действуваат две или повеќе сили, таа може да се движи во правец и насока на резултантата од тие сили, но може и да остане во мирување во случај кога тие сили се во рамнотежа. Видовме аксиомот акција и реакција. Сложување на силите кои действуваат на материјална точка во ист правец. Силите кои што действуваат по должина на една линија, се сеќавате, ги нарекувавме колинеарни сили во ист правец, значи по една линија. Имаме два случаи. Случај кога силите действуваат во ист правец и во иста насока, и имаме втор случај понатаму ќе видиме кога силите действуваат во ист правец и спротивна насока. Најпрви го наблюдуваме случајот кога на материјална точка М големо действуваат две сили кои што се во ист правец и во иста насока. И тоа на следниот цртеж е прикажано, значи едно круто тело во една линија, односно од точката М ја напаѓаат силите F1 и F2. Силата F1 е со црна боја обележена, F2 е со црвена. Нивното пак заедничко дејство може да се замени со друга сила, односно трета, нели? Во случајов тоа представува резултант. Ова резултанта може да се определи на два методи, аналитички и графички. Како прв метод, аналитички. Резултантата се определува со равенката R е еднакво F1 плюс F2, односно ги собираме интензитетите, односно големините на тие сили. Бидејќи силата, рековме, е векторска големина, која што е определена со интензитет, односно величина, големина, правец и насок. Графички пак, резултантата се определува со графичко представување на силите во соодветен размер и нивно собирање на иста права. Значи, ја представуваме прво силата F1 со својот интензитет, правец и насока, почетна точка А, крајна точка Б, и силата F2 со својот интензитет, правец и насока, почетна точка С и крајна точка Д. Ги нанесуваме на една права, значи прво силата F1 од А до Б, од Б почетната точка, односно С заедничка ќе биде, ја нанесуваме на истата права F2 во ист правец, односно во иста насока. Резултантата ќе биде од почетната точка на силата F1 до крајната точка на силата F2, односно АД.
Овој принцип важи и кога имаме поголем број, односно произволен енти број на сили кои што действуваат на една точка во должина на иста права и имаат иста насока. Аналитички ќе биде R, аналогно F1 плюс F2 плюс F3 плюс и така натаму плюс Fn. Тоа е сума од Fi и е од 1 до n. Каде што сума, односно сигма, представува знак за збир. Значи, знакот е S, тој е грчкиот символ, сигма, и така се обележува со голема буква. Односно, со зборови би гласело: интензитетот на резултантата на силите кои напаѓаат материјална точка по должина на иста права и во иста насока е еднаков на аритметичкиот збир на интензитетите, односно големините на дадените сили. Резултантата ја има нивната насока. Кога на материјална точка М действуваат две сили F1 и F2 по ист правец, но во спротивни насоки, ова е вториот случај, нивната резултанта ќе биде еднаква на нивната разлика, има насока на поголемата сила. Ако F1 е помала од F2, тогаш R ќе биде F1 плюс F2, односно R ќе биде разликата помеѓу двете сили. Односно, ги прикажуваме графички. Во погоден размер ги представуваме силите и нивната разлика ни ја дава резултанта, да без оглед која е поголема, дали е F1 или F2. Во случајов овде е прикажано дека F1 е поголема сила, ја нанесуваме од А до Б и од С до Д, односно крајната точка сега ќе ни биде истата точка А и С. Односно, од А до Б ја нанесуваме на иста линија, нападна линија, но за да не ние го прикажуваме малку подоле, го цртаме на цртежот, за да не ни е цртежот оптоварен, но тоа е истата нападна линија. И од крајната точка Б на F1 нанесуваме во спротивна насока од С до Д. Д е последната точка, крајната точка. Резултантата ќе биде АД. Овој принцип исто така се однесува и за произволен број на сили кои действуваат на материјална точка по должина на иста права, но во различни насоки. Односно, аналитички ќе биде даден R е еднакво на F1 плюс минус F2 плюс минус F3 плюс минус Fn. Тоа е сума од Fi, ако е I, од 1 до n. Интензитетот на резултантата на системот сили кои напаѓаат материјална точка, а се со ист правец, но со различни насоки, е еднаков на алгебарскиот збир на интензитетите на одделните сили. Постапката при определување на резултанта на сили се нарекува сложување на сили. Рековме дека силите се векторски големини, за нивното собирање важи комутативен и асоцијативниот закон. Ќе се потсетиме. Според комутативниот закон, векторскиот збир на два вектори не зависи од редот на собирањето, тоест F1 плюс F2 ќе биде еднакво на F2 плюс F1. И според асоцијативниот закон произлегува дека векторскиот збир не се менува ако собироците ги групираме на произволен начин. Тоест, ако имаме F1 плюс F2 плюс F3 без загради, ќе биде еднакво на F1 плюс во заграда F2 плюс F3 затворена заграда, односно еднакво отворена заграда F1 плюс F2 затворена заграда плюс F3. За крај имаме за наредниот час прашања за повторување. Како прво прашање ќе ви биде во случај да на материјална точка действува една сила, како ќе се движи таа точка, во кој правец и насока. Второ прашање, доколку
на материјална точка действуваат две сили F1 и F2 во исправец иста насока, како ќе се определи резултантата аналитички? R е прашалник, односно да се напишат формулите и да се нацрта за резултантата за аналитички, односно и да се нацрта графички, но значи без размер, не се дадени определени интензитети. И трето прашање, доколку на материјална точка пак действуваат две сили F1 и F2 во ист правец, но во спротивна насока, како ќе се определи резултантата аналитички, R е еднакво на прашалник, и да се нацрта и графички и да се определи резултантата, да се нацрта без размер. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна и ви благодарам на вниманието. Се гледаме на нареден час. Довидување.